Отворени се спортскиот центар Јане Сандански и хотелот Русија во општина Аеродром Скопје. Во употреба се предадени арената, односно централната сала со капацитет од 6500 посетители, како и хотелот Русија, конгресниот центар, како и помошната спортска сала за кошарка и ракомет со капацитет од 1500 посетители. До крајот на годината ќе бидат во употреба и тениските игралишта, фитнес и аеробик центарот. Во процесот на изградба на спортскиот центар учествуваа над 60 македонски компании, 5 странски, како и околу 1600 работници, а целиот проект беше завршен за 16 месеци. Хотелот Русија располага со 61 соби и апартмани, содржи спа центар и руф бар. Проектот е изграден со јавно-приватно партнерство на компанијата на рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко и општината Аеродром. Ова е прва спортска странска инвестиција од 15,2 милиони евра, во која ракометниот клуб Вардар, женскиот ракометен клуб Вардар и МЗТ Скопје добиваат свој дом. Скопје доби уште еден капитален спортски објект. Знам дека Самсоненко нема тука да застане во спортските инвестиции, зашто има безрезервна поддршка од владата, посочи премиерот Никола Груевски. Утре во Берлин е иницијатива на германската канцеларка Ангела Меркел ќе се одржи самит Германија-ЕУ Западен Балкан, чија цел е реафирмирање на поддршката на европските перспективи на земјите од регионот, на процесот на нивна интеграција со поттикнување на поголема регионална соработка. Некакви големи заклучоци и документи не се предвидени, освен позитивна препорака преточена во конкретен ангажман за економски развој на Западен Балкан. На заедничка маса со лидерите од регионот ќе бидат председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо и еврокомесарот за проширување Штефан Филе, а дел од учесниците се и високите представници од Австрија, Франција, Словенија и од Хрватска. Канцеларката Меркел и Баросо според најавите ќе учествуваат на сегментот на политички лидери, каде ќе учествува и македонскиот премиер Никола Груевски. Еврокомесарот Филе ќе присуствува на состанокот на шефовите на дипломатиите, а домаќинот на состанокот од областа на економијата ќе биде германскиот вице-канцелар Зигмар Габриел. Трајно одземање на лиценцата за работа ако ревизорите не ги почитуваат стандардите и прописите, предвидуваат законските измени, што во прво читање ги прифати Собраниската комисија за финансирање и буџет. Како што рече заменик министерот за финансии Адриан Джеладини, измените се во насока на зголемување на одговорноста и транспарентноста на ревизорите, друштвата за ревизија и овластените ревизори, трговци и поединци. Согласно измените, ако направат каква била штета при нивните контроли, ревизорите се должни да ја надоместат со плаќање од 30 до 400.000 евра, зависно од приходот што го остварил субјектот на ревизијата претходната година. Дополнителни субвенции за пченицата најавува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. До 31 јули годинава се ожнеани околу 82.000 хектари пченица или 87% од површините. Остварениот просечен принос достигнува до 3,5 тони на хектар и доколку се задржи на ова ниво се очекува производство од 330.000 тони, што представува зголемување за околу 20% во споредба со лани. За граѓаните од православна вероисповед во Република Македонија, утре, 28 август е неработен ден поради празникот Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица. Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од православна вероисповед им го честита празникот. Председателот Ѓорги Иванов денеска и утре е во Анкара, Република Турција, на инаугурацијата на новоизбраниот турски председател Реджеп Тајип Ердоган. Председателот Иванов својот престој во Република Турција ќе го искористи и за посета на неколку турски компании, а ќе присуствува и на бизнис форумот во индустријската зона во Остим, близу Анкара, соопшти кабинетот на шефот на македонската држава. НАТО планира, како одговор на руските закани, да постави воени бази во Источна Европа, најави генералниот секретар на оваа организација Андерс фон Расмусен. Мораме да се соочиме со фактот дека Русија нас не недоживува како партнери, рече Расмусен и додаде дека очекува конечна одлука за новите бази да биде донесена на самитот на НАТО во Велс следната недела. Тој изјави дека одлуката за разместување трупи на исток е одговор на заканите на Русија за балтичките држави, членки на НАТО, како и на се потензичните односи со Москва поради кризата во Украина. Тој призна дека некои членки како Германија, Шпанија, Словенија или Италија се противат на изградбата на постојани бази на истокот и најави дека поради тоа новите бази формално ќе бидат од привремен карактер, но со многу честа ротација на трупите.